Како десерт за вашето утрешно мени ви предлагаме да подготвите бананита торта со чоколаден прелив. Почнуваме со подготовка на пандишпанот. Јајцата ги кршиме, белките ги ставаме во длабок сад, а жолчките ги ставаме во сад настрана. Белките ги матиме со миксер. Го додаваме шеќерот. Матиме додека не се растопи. Една по една ги додаваме жолчките. Откако ќе се соединат со белките, го исклучуваме миксерот. Ги додаваме оревите. И брашното го додаваме во садот. За пандишпанот да нарасне го додаваме пражокот за печиво. Мешаме со лопатка додека смесата не се соедини. Смесата ја нанесуваме во тркалецен калап број 26 обложен со хартија. Калапот го ставаме во рерна. Печеме 30 минути на температура од 180 степени. Во меѓувреме го подготвуваме филот. Во тенџере на оган налеваме 600 мл млеко. Го додаваме шеќерот. За арома на филот го додаваме ванилиниот шеќер. Во преостанатото млеко во мензурата го додаваме прашокот за пудинг. Потоа го додаваме брашното. Мешаме со жица за матење. Размешаната смеса ја додаваме во зовриеното млеко во тенџерето и мешаме со жицата. Откако кремот ја добие потребната густина, го тргаме тенџерето од оган, оставаме кремот да се излади. Калапот со испечениот пандишпан го вадиме од рерна. Продолжуваме со подготовка на филот. Во сад за матење го ставаме путерот, го додаваме шеќерот во прав. Матиме со миксер додека путерот не стане пенест. Потоа го додаваме изладениот крем. Матиме со миксерот додека филот не се соедини. Изладениот пандишпан го вадиме од калапот. Го превртуваме на чинија за торта и отстрануваме хартијата. Го сечеме пандишпанот на половина. Горната кора од пандишпанот ја тргаме настрана. Првата кора пандишпан на чинијата ја премачкуваме со фил. Врз неја ставаме втората кора пандишпан, премачкуваме со преостанатиот фил. Лимонот го цедиме во цедалка. Бананите ги лупиме. Ги сечеме на половина по должина. Потоа ги преливаме со лимоновиот сок за да не потемнат. Ги редиме половинките банани врз филот. Почнуваме со подготовка на чоколадниот прелив. Во тенџере на оган го ставаме путерот. Чоколадата ја кршиме на парчиња, ја додаваме во тенџерето. Откако ќе се растопат, ја додаваме сладката павлака. Мешаме со лажица. Откако преливот ќе се соедини, го тргаме тенџерето од оган. Потоа со лажицата го нанесуваме преливот на бананите. Оставаме да се стегне. Во сад за матење ставаме сладката павлака. Матиме со миксер додека ја добие потребната цврстина. Со павлака го премачкуваме страничниот дел на тортата. Потоа со сладкарска кеса со топчиња од преостанатата павлака ги декорираме страничниот дел и горната површина на тортата. За подготовка на овој десерт нам ни беа потребни 90 минути.
Со овој десерт ви предлагаме да се напиете квалитетно суво бело вино од сортата на грозје Шардоне со арома на овошје и сладникав вкус. Се служи на температура од 10 до 12 степени. На крај, напијте се филџан топло и вкусно македонско црно кафе. На здравје!